Почитуван колега Зендели, целосно се согласувам со вашиот говор во кој изнесовте бројни податоци за состојбата во која се наоѓаме, за финансиската и економската состојба во нашата држава. Кон вашиот говор сакам да додадам и да изнесам и јас некои податоци со кои ќе потврдам дека всушност ние во нашата држава не блескаме. Ќе започнам со висината на исплатената нето просечна плата. Во Република Македонија изнесува 464 евра, во Србија е 560 евра, во Црна Гора е 530 евра и во Бугарија е 609 евра. Овие податоци покажуваат дека сме најлоши на Балканот. Имено, не е само тоа. Во месец април Македонија бележи двоцифрена инфлација или поточно 10,8%. Тоа покажува дека стандардот на граѓаните е во голем пат и нивната куповна моќ е драстично намалена. Државниот завод за статистика објави податоци дека индексот на трошоците за живот во месец април 2022 година во однос на април 2021 година бележи зголемување за 10,5%, а индексот на цените на мало бележи зголемување за 11,1%. За само една година цените на основните производи се зголемени од 10 до 50%. Граѓаните плаќаат 30% поскапа струја и 15% поскапо гориво и парно. Овие податоци покажуваат дека Македонија се вбројува во земјите кои најлошо се справуваат со економските предизвици не само во регионот, туку и во Европа. Почитувани колеги, она што најмногу загрижува е падот во индустриското производство, немањето на капитални инвестиции, што доведува до катастрофална економија во државата. Кризите, дополнителните покачувања на цените на енергенсите доведоа до тоа стопанството и дел од фирмите сами да се борат за својот опстанок. За жал, нема никаква стабилност во оваа наша држава. Над 6000 фирми беа принудени да стават клуч на врата. А да не зборуваме за јавниот долг, кој го надмина прагот од 60%. Граѓаните се задолжија никогаш досега. Тешко на сите нас со ваква финансиска нестабилност. Благодарам.